над 207.000 биткоини како резерва. Кина има 194.000 биткоини. Велика Британија има 61.000 биткоини. Ел Салвадор има 5.980 биткоини. Значи земји и чуваат одредени резерви во биткоини. Тоа го посочува Орце Симов, професор по информатика и потпредседател на Сојузот на стопанските комори на Македонија. Укажува дека македонското општество не треба да стои настрана од случувањата со криптовалутите. Во Македонија малку сме конзервативни и ригидни кога се работи за нови технологии. Треба да бидеме многу поотворени кон тоа, многу полесно да ги прифаќаме новите технологии, да ги прифаќаме кога тие технологии се во нагорна линија, во раст, а не кога ќе влезат во сатурација или кога ќе влезат во опаѓање поради тоа што се сменети со нови технологии. Симов, кој е председател на Комората за информатичко-комуникацијски технологии, посочува дека е потребно да се озакони постоењето и на така наречените менувачници за тргување со криптовалутите. Ние како земја во однос на тоа немаме никаква реакција. Нема закон што го признава, нема закон што го забранува, едноставно останува во некоја недефинирана зона што не спречува да се работи. Меѓутоа, ако законски се дефинира дека тоа и тоа може да се прави, тогаш во Македонија ќе се отворат компании што ќе се занимаваат со таа дејност и врз база на тоа ќе се вработат и луѓе, а ќе се генерираат и одредени приходи и во буџетот и во државата. Цената на биткоинот не ја поврзува со актуелните глобални политички случувања, ниту пак со влијание од држави и банки. Никој не може да направи инфлација, тоа е дефлаторно, може да се пресмета колку ќе има во оптек, не зависи од политика, зависи од математички модел што е дефиниран 2008-2009 година и врз база на него е направен тој биткоин и работите се предвидливи. И не зависи од влада, не зависи од политика, не зависи од било какви одлуки на кои што може да влијае човекот. Како што објаснува, бројот на биткоините на глобално ниво е ограничен, а побарувачката е се поголема. Понудата ќе опаѓа и во моментот имаме во оптек нешто помалку од 19,8 милиони биткоини до сега се издадени. Останува значи за издавање само до 2140 уште 1,2 милиони биткоини. И сега треба да земеме во предвид дека некаде според проценки околу 4 до 5 милиони биткоини се изгубени. Значи, ако го земеме тоа во предвид, ќе имаме вкупно на 5-16 милиони биткоини само во оптек. Број луѓе на планетата живеат многу повише, не може секој да поседува. Проекциите за цената пак се пресметуваат во големи бројки. Има некои предвидувања што викаат дека доколку не се случат некои непредвидени работи, дека цената на биткоинот до 2030 година ќе порасне и до $1.000.000. Сепак, нашиот соговорник предупредува: не избрзувајте. Граѓаните не треба да прифаќаат брзи заработки. Некој може да им понуди, се појави таква и таква можност, опција, ние ќе тргуваме со вашите криптосредства, ви овозможуваме огромни заработки кои што се движат и со 20-30% на дневно ниво, или се ветува дека има нов финансиски инструмент, нова криптовалута што ќе овозможи огромен раст. Едноставно не треба да се пристапува и да се прифаќаат такви предлози. За крај и еден инвестициски совет. Не би било финансиски паметно се што заработил некој човек да го чува само во одреден инструмент. Тоа би требало да се диверзифицира. Може да се чуваат, може да има нешто во недвижен имот, може да има акции на берза, но не е лошо да се има и нешто во форма на криптовалути и биткоин. За Гласот на Америка, Тоше Огњанов.